Здруженијето на пензионери за достоен живот денеска во Кавадарци одржа состанок со представници на иницијативните одбори на здруженијата од 30 на градови во државата, на која ме дополнети испразнетите места во работните комисии со нови членови и се договара активности за наредниот период од аспект на исполнување на правата на пензионерите. Пред почетокот на состанокот во името на градот домаќин на пензионерите им се обрати градоначалникот Митко Јанчев, кој меѓу другото истакна. Почитувани пензионери и почитувано здружение од страна на гостите, денеска сакам да пресакам едно пријатно, благо добродојдовте во општина Кавадарци. Мислам дека Република Македонија и президентите заслужуваат добри президентски денови, добри бајни, добра нега, заслужуваат внимание. Пред сега за тоа што ние денеска кои сме тука и предводиме со јавните структури и предводиме со приватниот сектор, е токму ваша заслуга, за тоа што ако не сте биле вие, и ние денес сме ваши да тука. Посакувам убав работа. За работниот дел на состанокот, председателката на Централниот иницијативен одбор Верче Јанческа истакна. Денеска состаноков во Кавадарци е работен, втор од како се разидовме со другите што беа со нас. Овој работен состанок денеска ќе биде на дополнување на сите комисии кои што се оформени, значи према статутот на Република Македонија, на Сдруженијето на пензионери, значи се одеше точно према него и ние ги во прилеп ги одбравме. Имавме 120 души присутни, одбравме координатори на тие комисии. Денеска планираме да ги дополниме. За групата пензионери кои застанаа за Драган Угриновски и влегува во политичките води, приклучувајќи се кон партијата на Јанко Башев, единствени за Македонија, кои грубо ги злоупотребија сите тие што лани протестирали из градовите и во Скопје, Јанческа вели. Пензионерите на Република Македонија, поготово оние кои што се со ниски примања до 20.000, тоа се 220.000, да им порачам дека јас кога прв пат на 3 август се појавив, им кажав дека ние невладино здружение сме, ние сме следбеници на Сдруженијето на пензионери на Република Македонија и апелирам ни еден да не се дрзни да заокружи единствена Македонија. Знаете зошто? Затоа што со самото тоа што се тргнаја и се регистрираја како посебно здружение, тие ги губат сите права. Тие ќе останат само со членарината која ја плаќаме по 30 денари. Ние доставивме и нов закон. Го изготви инженер Миле Тасевски, кој што ќе оди пратен ние до сите институции, ќе оди, ние сме свесни и знаеме дека ќе претрпи некоја корекција, меѓутоа не може се. Значи останува дел кој што ние го бараме и еве една радосна вест за нас пензионерите. Вчера бев на средба со министерот за труд и социјала, кој што кажа дека при разгледувањето работната група која што ќе го разгледува новиот закон, дека и ние ќе бидеме присутни и ќе придонесиме во работата. По средбата, пензионерите организираа заедничко дружење заради размена на идеи и информации околу понатамошното действување во правец на остварување на своите права за подобар и подостоинствен живот.